Јас сум Сашка Цветковска, а вие следите емисијата Јавно. Направивме едно мало злосторничко здружување од уметници, блогери и истражувачки новинари со цел најдобро да ви илустрираме кој одлучува во ваше име и каде и како се трошат нашите и ваши пари. Видиш, не е све така како што ти изгледа теб. Треба некој те седне да ти објасни тачно како стојат стварите. Ја би те седнал и би ти раскажал, а ептен сум нешто брзање. Сега те прашам да немаш едно цигарче случајно? Во ова и во наредните изданија на магазинот Јавно ќе ви раскажеме разни приказни. Многу од нив представуваат мачни и мрачни сведоштва за грабежот на една земја и нејзиниот народ. А како најдобро да разбереме што ни се случи. Затоа на помош думаме и нашиот скопски маалец. Добро, брат ми, не ти е све некако на х***са, не ти да си кажеш марш у носете се сите у три лепе на смрдли. Ева си кај мене, ќе ти раскажам пар приши, ќе ти објаснам тачно како стојат стварите кај мене у мало, а и уопште у света. Биди информиран, не си глуп, ке? Владата сака да ги троши парите, но не сака да каже каде и како ги троши нашите и ваши пари. Пари на граѓаните на Република Македонија. Овој документ кој сега ќе се појави на екранот и кој убаво може да го забележите е одлука на Комисијата за слободен пристап до информации по жалба која ја упати Нова ТВ. Имено Нова ТВ пред неколку месеци испрати барање до владата и побаравме да ни кажат колку пари потрошиле премиерот, сега веќе екс-премиер Никола Груевски и членовите на неговиот кабинет на сите патувања во изминатите 5 години. Кои се фактурите за плаќање на хотелите? Каде ручеле, колку пари давале за ручеци, за кафиња, за вода и за секој друг трошок кој е поврзан со нивните патувања. Владата ни одговори, не може да ни кажат, тоа е државна тајна, односно класифицирано со степен интерно. Зошто класифицирано? Затоа што ако кажеле колку пари потрошиле на ручек или на хотел, тоа ќе имало штетни последици врз граѓаните на Република Македонија. Новој документ е одлука на Комисијата по слободен пристап, која отиде во владата по мојата жалба да провери дали навистина оваа информација треба да биде доверлива и тие одлучија дека владата е управо и граѓаните не треба да се мешаат во ручекот на премиерот. Сакам да информирам јавноста дека ќе одговорам на сите прашања во судската постапка, која ќе биде јавна и транспарентна. Би кажал се, но не и како ги троши парите на граѓаните. Екс-премиерот отиде и на многу роудшоа да собира пари за инвестиции, па си рековме сигурно не е тајна колку потрошиле на овие патувања. Владата не одби и одморите и патувањата биле класифицирани. Авионските билети, хотелските фактури, вечерите, ручеците и дневниците биле класифицирани. Но оваа приказна не е само за оние кои сакаат да сокријат, туку и за оние кои тоа им го овозможуваат. Институцијата која треба да се погрижи за транспарентноста и отчетноста одговори негативно на нашата жалба. Комисијата за слободен пристап пресече. Граѓаните немаат право да знаат што политичарите плаќаат со нивните пари. Ке имало штетни последици врз земјава, иако не кажаа какви во нивната одлука. Кои се луѓето во комисијата кои во моментов работат со 3 наместо со 5 члена според законот, оти за другите двајца собранието не можело да се договори. Председател е Ѓорги Сламков, човекот која водеше антикорупцијската комисија. Не поведе ниту еден случај на висока корупција, а застана и во одбрана на Сашо Мијалков кога пукна аферата со неговите фирми и имот во Прага. Порано бил и полициски инспектор и професор. Но на барањето на нова му пресудија и двајца новинари, оние кои во мисијата на својата професија би требало да инсистираат на максимум транспарентност. Виолета Фидановска работела како новинар во МИА и МТВ, но и во Томато продукција. Тука доаѓа на предлог на ВМРО ДПМНЕ. Третиот член и заменик на Сламков е нејзин и наш колега Блери Мисени, поранешен дописник од Тирана за МТВ и долгогодишен уредник во јавниот сервис. За жал не е само владата на Република Македонија онаа која не сака да сподели со нас каде пие, каде спие и каде руча. Тука се на листата наша повеќе министерства обвинети за молчење и криење на информации кои им припаѓаат на граѓаните. Во исто време кога пративме барање за слободен пристап до владата, испративме барање и до неколку министерства. Се разбира, со исклучок на една институција за која подолу во емисијата ќе објасниме, никој не ни одговори. Министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска важи за една од најдотераните министерки. За неа медиумите постојано пишуваат за брендовите на ташни, чевли, фустани.
Од тука ние се инспириравме да дознаеме колку таа и нејзиниот кабинет трошат, бидејќи често патуваат, таква им е работата. Веројатно облеката ја купува надвор. Побаравме патни трошоци, патни налози и банкарските службени картички за тоа каде се пиеле кафе, во кои хотели спиеле и за што трошат всушност. Од јуни годинава до денес нема аберна одговор на барањето на нова, а ние сега лично до лицето надлежно за слободен пристап на информации ќе ги доставиме тие документи за уште еднаш да пробаме да дознаеме. Ало, кој е задолжен за слободен пристап на информации во општество? Во општество, Министерство. Која е Драгана? Кај е таа? Во Нова Македонија? Не треба таму. Драгане Ѓурчиевски. Кју. Како што ни објаснија сега пред малку во Министерството, треба да ја бараме Драгана Ѓурчиевска, која што не е овде, всушност била во канцелариите на Нова Македонија, каде што пола од Министерството било префрлено таму. Така да таму ќе ја бараме Драгана да ги доставиме овие документи, ова барање за информации од слободен пристап. Сакаме да знаеме патни трошоци, патни налози на министерката и кабинетот. Кога се работи за транспарентноста, Министерството за здравство како да е брат близнак на Министерството за култура. И од Тодоров побаравме информации слични како и на Канчевска Милевска за тоа колку трошал, но и од него не добивме одговор. Не знаеме. Може би електронската пошта не пристигнува, може би поштата е спора, но тука сме и ќе го доставиме лично. Здраво. Треба одговорниот во Министерство за здравство за информации од слободен пристап. Кој е надлежен за тоа? IT оно, сектор. Надвор и таму, видиш, појмањам кај се. IT секторот е сепак малце подолу од Министерството за здравство. Нашето барање за слободен пристап до информации го доставивме лично го прими надлежниот за овој документ. Се чини ретко која институција сака да положи сметки пред граѓаните. Едни не даваат, други даваат, а всушност ништо не дава. Позади нас е Министерството за надворешни работи, институцијата во која можеби најмногу се патува. И од министерот Никола Поповски баравме исти информации како од Министерството за здравство и култура. Каде патувал со својот кабинет, каде спиеле, каде ручале, каде го плаќале своето кафе. За разлика од здравство и култура, Министерството за надворешни работи во јули годинава не повика да подигнеме документи. Бевме восхитени од нивната транспарентност. Но наместо информацијата која што ја баравме, односно сметките, добивме само Excel табели во кои беа сумирани трошоците на министерот и неговиот кабинет. А само сметките се доказ за тоа. Ова е втора шанса за ова министерство. Одиме и овде да поднесеме ново барање. Тоа беше Владко Чаловски кој направи втор обид да стави на тест отчетноста на овие институции. Докаде ќе стигне ќе ни извести во некој од наредните изданија на Јавно. Го видовте и министерот Поповски, кој одбива да каже каде пиел, каде јадел и каде спиел, но често патува во Брисел и ние му посакуваме следниот пат назад да се врати со некоја од најврвните европски вредности како транспарентноста и отчетноста. А сега да видиме која институција одговори каде ручале, каде пиеле, каде спиеле. Тука имаше многу хотели со 5 звезди, многу скапи кафејани. Тоа е Министерството за образование. Кога ќе го погледнете овој прилог, подобро ќе разберете зошто институциите одлучуваат да ги сокријат овие информации од граѓаните. Народната вели, туј ги пари лесно се трошат, а ако државата го плаќа цехот, за цена не се прашува.
По народнава јаделе и пиеле двајцата функционери, доскорешниот министер за образование и наука Абдулаки Мадими и неговиот заменик Спиро Ристовски. Но ОВТВ преку Законот за слободен пристап до информации ги доби податоците за службените патувања на министерот и заменикот, сметките од хотелските сместувања и изводи од нивните службени картички. Според приложеното, може да се заклучи дека Адеми и Ристовски живееле на висока нога на државна сметка. Јаделе во најубавите ресторани, квалитетно се хранеле, а спиеле во хотели од минимум 4,5 звезди. Поголем дел од податоците се за поранешниот министер Адеми. Ако се соберат сите сметки од неговата службена картичка од 1 јануари 2015 заклучно со 31 мај оваа година, Адеми од државното кесе се честел со 20.000 евра. Сите овие пари се потрошени во елитни ресторани, како Воденица, Балканика, Латераца, ресторан Момир во Охрид, ресторанот на Микеј во Камник. Сумите се различни, почнувајќи од некоја скромна сметка од 1000 денари, па се до 40.000 денари. За јунешки бифтек Адеми платил 5200 денари, но и тоа било малку, па се нарачило и телешко печење од 1820 денари, а во Момир во Охрид цехот излегол 19.000 денари. Одредени сметки како онаа на Ристовски во Скопскиот Скарабар стасале дури и до 39.000 за една вечера платена со буџетската картичка. Еве како изгледал еден ручек на Адеми во ресторанот Воденица минатата година, платен од граѓаните на Македонија. Од кашкавал строго италијански, парче пекорино 250 денари, пинџури ајвар чинеле 260 денари. За 2 салати од рукола Адеми платил 540 денари. Прво мезеле бифтек талјата од 1300 денари, на тоа додал и бифтек на жар од 1300 денари, бела медитеранска риба орада на жар од 750 денари. Дури и лебот на Адеми не бил од ефтините со адитиви, па за 3 корпички леб се дале 450 денари. На крајот се нарачал и десерт, крем карамел, топло-ладно, печена тиква. Оваа вечера за двајца до тројца луѓе чинела 8190 денари. Заменикот Ристовски на сметка на граѓаните јадел и пиел за 7500 евра од јануари лани до мај годинава. Голем дел од седенките на државна сметка Ристовски ги правил во ресторанот Скарабар во Тафталиџе. Тој повеќе пати јадел и во Фитнес хаус, познат ресторан за здрава храна, но знаел да седне во Мондинското Дежаву или во Еквестријан во Скопски аеродром. За недомакинското трошење на парите од буџетот на Министерството за образование, минатата недела обелодени државниот ревизор, кој во ревизорскиот извештај за работата на оваа институција лани откри дека се пиело, јадело и вработувало без мерка. За ноншалантниот однос со парите на граѓаните говори и фактот што екс-министерот Адеми неколку пати ја губил службената картичка и фискалните сметки, но сепак ги рефундирал и тие пари за кои немал доказ каде се потрошени. Нова ТВ од Министерството ги побара и патните налози за патување во странство. Скоро на секое патување поранешниот министер Адеми го придружувала Ардијана Камили, вработена во неговиот кабинет. Во февруари оваа година биле на службено патување во Словенија. Од фискалната сметка во ресторан може да се види дека не штеделе кога нарачувале на државна сметка. Се го штевале со телешки печења, вина и нутели торти. Но не застанале само на храната, па сите петмина кои биле во Словенија биле во посета на постојинска јама, каде за влез платиле 134 евра и плюс 300 евра за толкувач о словенечки јазик. Кога патувал министерот Адеми секогаш спил во најубавите хотели. Тој и неговата соработничка од кабинетот лани во Турција спиле во хотел со 5 звезди на Таксим и дале речиси 2000 евра за хотел за само 3 дена. И во Сплит го одобрале хотелот Лемеридием со 5 звезди покрај морското крајбрежје, за кое за 4 лица за хотелско сместување биле искеширани 1982 евра од државното кесе. За сега државниот јавен обвинител молчи. Останува да видиме дали има основа за кривично гонење за раскрчмувањето на парите од Министерството. Знаењето е сила, знаењето е моќ. Оваа кампања на Министерството за образование беше со цел да ги поттикне младите во Македонија да учат, за да бидат успешни во животот. За сега, Македонија се уште живее во клиентелистичката максима до моќ и сладки пари преку државна фотелја. Им честитаме што се одважија да го испочитуваат законот и да им одговорат нами на граѓаните каде и како трошеле. А во иднина им посакуваме малку подомакински да работат со парите кои ние сме им ги дале и довериле. Следува новата рубрика во јавно Маалски муабети. Таа ќе ви помогне корупцијата да стане појасна. Нашиот маалец ќе биде со вас и ќе објасни колку е тешко да си функционер кој мора да даде отчет.
Пази, брат ми, стварно не е уреду ова што напнале све да се знае. Кај патувале министриве, на која бензинска пумпа јаделе нутела торта, зашо градоначалников на општинава бил на ручек со навијачи, зашо она, зашо ова, зашо вака, мислам стварно не е уреду. Зашо? Пошто морала да си има пристап до информација од јавен карактер. Жити се. Тоа ти е, брат ми, као преклани за бадник, кога втевме тоа лебот и оп, кај мене се падна паричката и автоматски јас станав кум за следната година. А и како да ти кажам, следната година бев нешто малку шворц и го нафурав цело мало да даеме по 100, за да можам да набавам нешто ракија, вино и нешто посно за јадење, пошто посебен празник ти текнуе. Арно, ама, пошто ја и Зоко Будала постевме цела година, решивме да го прекинеме постот и да се омрсиме пред МТО. Ти текнуе, идеме таму, наоѓаме на прва лига цура и викам, сестро, колку кошта? Вика, 300 да го 500 без да за 20.000 дарче. Топ. Идам ја следниот ден у мало, овие кретениве распалиле тоа огинот, Стефчо Конј го донел системот, звучките. Лудница, брат, не може нам никој ништа она ова, а ја, брат ми, идам со тетрапак сокче од боровница, со крекери и со ураци. Ти текне, арно ама ми се собра цело мало, начело со Теком Мајмун и сака да брат као местни нарезак. Зашо? Пошто сака да имаат информација од јавен карактер. Жити се. Ја пошто имаме птен моќ за убедување и викам полека мал, полека. Чекај, не брзај, полека. Прво, празник беше така, работеше нешто, не работеше, автобуси имаше, немаше, значи морав да идам до центар и назад со такси. Второ, увек сум бил побожен, така? Увек кога сум влагал у игра, сум рипал 3 пати на лева нога, у кладионица, увек пред да пишам лист сум се прекрстувал, така? Значи, начекав една црква, улетав тамо, купив 25 свети од по 10 денари и запалив за цело мало, за секој поединечно за здравје. Ти текнуе? И на крај крајава, трето и најважно, вие комуњари ли сте бе на ваков голем празник да напињате за пари, а? Штама, брат. Праз пред око не се гледа. Што се дешава? Прича, пројде. Ја и Зоко си се олеснивме, а овие, брат ми, си цуцаа сокче од боровница цела вечер. Него, тоа сакам да те прашам од преска, кога сме више кај информации од јавен карактер. Кажи ми искрено, сестра имаш? Новите документи носат и нови истражувања. Следната емисија најавно е насловена Државно офшор казино. Гледајте не.